Добар ден во уште една емисија на Училница. Прво, значи, да се представам, јас сум Трајче Димитровски, доаѓам од гимназијата Браќа Миладиновци од Скопје, предавам математика. За денешниот час на Училница подготвив лекција или наставна содржина од наставната тема аналитичка геометрија за трета година математика гимназиско образование. Наставната содржина се вика равенка на тангента и нормала во точка од елипсата. И сега оние кои ме следеа предходно, кои ги следеа, значи, овие емисии предходно, видоа дека во предходната емисија кажавме дека взаемна положба на права и елипса можни се три случаи. Сега го разгледуваме само едниот од нив, а тоа е кога правата и елипсата имаат една заедничка точка. Сега, во оваа точка, значи, потребно е да напишеме равенка на права која допира елипсата, значи една точка, и тука да допира елипсата, таа права ја нарекуваме тангента, и равенка на права која е нормална на оваа тангента, во истата таа точка, што ќе одбереме. А сега, еве една графичка илустрација, значи, на проблемот кој ни се поставува. Значи, имаме една елипса, бираме една точка, еве таа точката Г. Низ таа точка повлекуваме една тангента и на таа тангента повлекуваме една нормала, значи, што минува низ истата таа точка Г. Одиме сега, значи, цели на наставната содржина ни се да научиме да напишеме равенка на тангента во точка од елипсата и втората цел ни е да научиме да напишеме равенка на нормала во точка од елипсата. Одиме сега, значи, со првиот дел, првата цел која треба да освоиме, а тоа е да напишеме равенка на тангента во точка од елипсата. Нека предпоставиме дека со следниве формули ни се дадени елипсата, еве, значи формулата за елипса, и правата во експлицитен вид, значи ни е дадена y еднакво на kx плюс n. Рековме, значи, алгебарски, ова ни представува систем од една линеарна и една квадратна равенка, што тој проблем го учевме во втора година. И сега, ако од првата равенка y еднакво на kx плюс n, секаде за y, значи во кај елипсата, замениме наместо y, ставиме kx плюс n, ќе добиеме една ваква квадратна равенка. Таа квадратна равенка, значи, ја решаваме со формулата x1, 2 еднакво на минус b плюс минус корен од b на квадрат минус 4 по a по c врз 2 пати по a. Ако ги замениме, значи, овие квадратниот член ни е ова, линеарниот член ни е ова, слободниот член ни е ова, c, значи, ќе добиеме дека x1,2 е еднакво на ова. А ако овие x1,2 ги замениме во равенката на правата, во y еднакво на kx плюс n, во линеарната равенка, како сакате, значи, ќе добиеме дека y1,2 е еднакво на ова овде. Сега, значи, имаме од условот правата да биде тангента. Дискриминантата е потребно, значи, да има единствено решение. Значи, реални и еднакви решенија. За реални и еднакви решенија, значи, да квадратната равенка да има, потребно е дискриминантата да биде еднаква на 0. Еве го, тоа е тоа. Ако минус n на втора го префрлиме од оваа страна, ќе добиеме, значи, дека a на втора, k на втора плюс b на втора треба да биде еднакво на n на втора. Ова, значи, треба да не биде исполнето.
И сега, ако замениме овој услов, ако го замениме во x1,2 и y1,2, ќе добиеме дека x1 е еднакво на минус k по a на втора врз n, а y1 е еднакво на b на втора врз n. Од овие две равенки потребно да ги изразиме k и n. А потоа вредностите за нив ги ставаме во равенката на правата. И така добиваме дека y е еднакво на минус b на втора x1 врз a на втора по y1 по x плюс b на втора врз y1. Или сето тоа после средување изгледа x1x врз a на втора плюс y1y врз b на втора еднакво на единица. Со ова, значи, ја освоивме првата цел, равенка на тангента во точка од елипсата. Одиме втората цел, што ни беше планирана за оваа наставна содржина, а тоа е да напишеме равенка на нормала во точка од елипсата. Ова веќе е многу поедноставно, заради тоа што веќе сите работи ги имаме од тангентата, но да не должиме. Одиме да видиме, значи, од условот дека оваа права е потребно да биде нормална на тангентата, следува дека нивните коефициенти, значи коефициентот на правец на нормалата и коефициентот на правецот на тангентата, треба да го задоволат условот К1 по К2 да биде еднакво на минус единица. Односно, коефициентот на правецот на нормалата ќе биде К еднакво на минус 1 врз коефициентот на тангентата. Или ова после средување, значи ова не е двојна дробка една. Ако ја средиме, ќе добиеме дека коефициентот на правецот на нормалата ќе биде еднаков на а на втора y1 врз b на втора по x1. Или ако ја употребиме равенката на правата низ една точка со познат коефициент на правец, ќе добиеме дека y минус y1 е еднакво на а на втора по y1 врз b на втора по x1, сето тоа во заграда по x минус x1. Ова беше и втората цел која требаше да ја освоиме. Успешно ја освоивме. Останува уште само да ви се заблагодарам на вниманието, да ви посекам убави мигови со видеата на Е-училница. Довидување.